22. април 1990 година. Патот не води низ живописен предел, од Мелник кон Роженскиот манастир, во срцето на Пиринска Македонија. Екипата на телевизија Скопје дојде овде со задача да види и да регистрира дали по еден час на падините на Пирин планина ќе се одржи најавениот собир на македонците во Бугарија, што по повод 75 годишнината од смртта на великанот на македонското национално ослободително и револуционерно движење Јане Сандански го организира Обединетата македонска организација Илинден, организација на македонците што живеат во Бугарија. Знаевме за овој собир, но ден пред тоа дознавме дека бугарските власти, врз основа на законот за политички собири, што неодамна го донесе Бугарското собрание, го забранија собирот на пиринските македонци, прв што воопшто е забранет во постживковска Бугарија. Денес, невообичаено, ден пред тргнувањето, ни беше кажано дека автобусите за Илинден се запрени. Отидов лично кај началникот на автобуската станица, бидејќи пред тоа зборував со него. Тој ми вети: соберете пари, групно, колку автобуси сакате, толку ќе ви дадеме. Но бевме излажани многу подло. Собравме за 2 автобуса, по 42 луѓе, 84. Бевме пред автобуската станица во 8 часот. Еве ги документите. Во 8 часот требаше да тргнат 2 автобуса со по 42 од автобуската станица Петрич за Роженскиот манастир. Овие 2 документа се доказ за тоа. А на најгруп начин ни беше откажано, и тоа лично од кметот на градот, дал наредба да се запрат автобусите за Илинден. Едноставно бевме во недоумица, но народот не поддржа. Народот на град Петрич, кој беше на автобуската станица, се насобра околу нас и ни изразија солидарност за тоа што ни се случи. Едноставно изјавија: вие сте си платиле. Автобусот требаше да тргне во 8 часот, а веќе беше 10 часот, автобус не ни дадоа. Ние со нашите тела ја блокиравме целата автобуска станица од 8 часот изутрината и фактички чекавме да ни дадат автобус, но автобус не ни дадоа. Бидејќи сме од организацијата Илинден, кметот наредил да не ни се дава никаква помош од државните предпријатија. Бевме кај директорот на предпријатието, но тој ни го каже истото: кметот нека ви даде потврда, дојдете ќе ви дадам автобуси. Автобуси имам, но вам не можам да ви дадам. Наближуваме кон Роженскиот манастир, каде што се наоѓа гробот на Јане Сандански. И од минута во минута се уверуваме дека македонците и покрај забраната на властите не се откажуваат од намерата да се соберат во ова свое светилиште. Владее атмосфера на големо исчекување, а патролите на бугарската полиција сепак не го спречуваат народот. Тие едноставно, како што ни велат, се тука за да го регулираат невообичаено густиот сообраќај и да го обезбедуваат собирот. И ни рекоа: собирот е забранет, но кога веќе луѓето дојдоа,
Дојдовме кој како што стигна, со приватни автомобили. Ние 3 часа ја блокиравме автобуската станица со нашите тела, ниту да влегува, ниту да излегува, ниту еден автобус, со цел да ги принудиме да ни дадат автобус. Е така со милицијата се каравме 2 часа, а 3 часа автобуската станица ја државме блокирана, ниту да излезе автобус, ниту да влезе. Меѓутоа нема фајде. На крајот пак се најдоа други средства за да дојдеме овде на собирот, а ваков собир досега не сме виделе никогаш на Јане Сандански, толку години, откако паметам, а имам 63 години. Многу се направи, многу. Од селото до овде, се е автомобили и автобуси. Значи толку народ што дотогаш Јане Сандански не видел вакво нешто. Меѓутоа ова организација е наша, народот не симпатизира, имено во овој крај живее македонски народ и не симпатизира нас. Вчера правеа собир, но ништо не направија. Вчерашниот митинг беше против нас, за да можат да не блокираат, но и покрај се, ние си го направивме нашето. Многу сме задоволни и среќни. Едноминутно молчање и паѓање на колена во знак на почит и уважување кон Јане Сандански. Добре дојдовте, македонки и македонци. Денеска дојдовме овде на гробот на Јане Сандански да клекнеме на колена и да положиме китки и венци. 75 години овде во Роженскиот манастир, во скутот на Пирин планина, лежат коските на Јане Сандански. На 22 април 15-та година во местноста Папас Чаир, на 20 км источно кон Неврокоп, денешен Гоце Делчев, падна пронижан легендарниот револуционер и борец за национално ослободување на македонскиот народ од турско и од бугарско робство. На овој ден падна смртно ранет во крв од заседа убиениот Јане Сандански од бугарските терористи, агенти на Софискиот дворец. Тоа кобно убиство не беше ни првото, ни последното. Упокой, Господи, душу раба Твоего, на Тябо упование возложишь, отпортай Жителя и Бога нашего. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Кобното убиство на Јане Сандански не собра овде денеска за да го кренеме гласот за национални права, да го кренеме гласот за човечки права, така како што Јане се бореше за нив. Јане Сандански се заколна својот живот да го даде за Македонија. Тој не создаде семејство и наследници. Ние сме неговите синови и ќерки, ние сме неговите внуци и правнуци. Ние ќе ја продолжиме борбата за нашите национални права. Ние сме неговите внуци и правнуци. Ние ќе ја продолжиме борбата за нашите национални права. Балканскиот полуостров представува мозаик од националности, етнографско шаренило. За да се разбираме со сите народи што живеат на Балканот, треба да си подадеме братска рака, за да чекориме во вистински демократски дух. Духот што дојде и кој што наближува. Утрешниот ден е наш, браќа, наш, на сите луѓе, бугари,
Македонци, цигани, евреи и на сите што живееме на планетата Земја. Во сите држави во кои постојат етнички, религиозни и јазични малцинства, лицата што им припаѓаат на овие малцинства не можат да бидат лишувани од правото да имаат заедно со другите членови на својата група собствен културен живот, да ја исповедуваат и да ја практикуваат својата религија и да се служат со својот мајчин јазик. Сакаме демократија за сите народи. Сакаме да се чувствуваме македонци, ние македонците, синови на македонскиот народ, да ги имаме истите права што ги имаат синовите на бугарскиот народ, синовите на грчкиот народ и на сите народи што живеат на Балканот и во светот. Мир, мир, демократија за сите. Од смртта некако отрпнавме. Проживеавме многу тешко. Тогаш немаше кој да види. Може би намерно тогаш властите ја прогонуваа секоја наша мисла. Се додека татко беше в затвор, нашата куќа беше под надзор. А кога мајка ми ја интернира, имавме малку надеж дека некогаш ќе се врати, но еден ден дојде и ни кажа дека повеќе нема воздух за неа. Сето тоа беше еден смислен систем да се уништи ова поколение. Друго, тие многу добро знаат. Зошто ние да учиме, а нивните деца може би нема да знаат колку нас. Но ние нема да се запишеме на универзитетот, штом си ќерка на Сократ, никогаш. Нашите знања може би биле добри, меѓутоа репресалиите се поинакви. Но не се плашиме. Порано или подоцна, сепак ќе дојде ден за нас. Не сме родени во Македонија, но и покрај тоа се чувствуваме македонци. Пеат и играат. Не можат да се одрешат. Во срцето им тече таа крв. Никогаш не може да станат чисти бугари. Никогаш. На времето бевме репресирани од бугарската влада. Но сега, ако нешто се подобри, може би интересите ќе не доведат да живееме на друг начин. Ова не е виновно, ова не е виновно. Од овие никој не е виновен. А тоа е за да пропаднам, за да умрам, да се разболам и да си заминам. И се да се покрие со тоа. Но не може. Малку. Јас таму се радувам. Малку се радувам на моите внуци. Таму се радувам. Ете, тие се моите внуци. Ти си, тој. Оти таа не го знае она што го знам јас. А дали не прашува некој нас илјадниците македонци врз кои беа вршени репресалии, од кои стотици минавме во логорите и затворите на социјалистичка Бугарија, поради единствениот престап дека се чувствуваме македонци? Не прашува ли некој како издржавме во логорите и затворите? А дали некој знае колку мајки, татковци, сопруги беа расплакани во скоро 40 години народна власт? Знае ли некој? Ако сака некој да ја дознае вистинската состојба во Пиринска Македонија, нека ги отвори сефовите на државната безбедност во Благоевград. Таму се наоѓаат досијата на стотици, а може би на илјадници македонци, осудени за дела за кои во цивилизираните држави никој никогаш никому не му суди. Јас сум Атанас Трајков Мирче по село Клуч од Петричките села. Сакам да го кажам ова. Во 65-та година убија две момчиња. Едното многу пееше македонски песни, се викаше Ѓорѓи Гецев. Едното беше 18 годишно момче, ученик, што туку завршил. Го убија и него. Тој му беше другар на другото момче. А бидејќи сака да излаже командирот на караулата, тој лажеше дека сака да бегаат за Грција. Јас го дознав тоа во текот на денот, дека се голи и дека се убиени со пушка, велам, има убиени момчиња.
Вечерта дигнав толкова тревога, а тој ги лаже таткото и мајката, вели дека сакале да пребегаат за Грција. Јас не знам од каде ми беше таа храброст, но кажав, тоа не е точно, момчињата се убиени. И наредниот ден навистина се организиравме. Некаде околу 150-200 луѓе заминавме горе на Беласица да ги бараме овие деца каде се. Војниците беа присилени, ги пронајдоа. Ги најдовме овие момчиња, ги симнавме долу, ги измивме и подготвивме се. И на крајот за таа работа бевка и стражниот судија. Бев 10-12 дена како организатор на групата и повторно лежев в затвор 1 година. Пред тоа в затвор лежев 9 години како македонец, бидејќи требаше да го поддржувам македонскиот дух во Пиринскиот крај. Јас многу одамна работам во оваа организација и за таа работа тогаш ме открија. Да му е на здравје на еден предавник од Петрич, се вика Кирил Којчев Томов, и ме осудија на 9 години затвор. Жално, навистина жално за правна држава, каква што претендира да биде Бугарија, а уште пожално е тоа, бидејќи македонците не се експериментални глувци и глувчиња, туку народ со славно минато, народ достоен за почитување, народ што сака да го гради своето. Сака да ги гради својата сегашност и иднина, во разбирање меѓу народите на Бугарија, Грција и на Југославија. Ако таа алтернатива биде сватена од народите на балканските земји, Македонија за вечни времиња ќе престане да биде арена на крвави драми и јаболко на раздорот. Во 58-та година, кога се формираа земјоделските задруги, тогаш истепаа многу народ, повеќето сиромаси. 3-4 луѓе убија поради тоа што не си ги дадоа воловите, козите. И други така, по нивите ги убија со насилна смрт. И денес блиските мислат дека умреле од срце. Особено по 58-та година нас македонците почнаа многу да не прогонуваат. Пасошите кога ни ги променија. Сега, сепак, завчера на жена ми и кажале дека уште сега може ќе ми испратат во Белене, в затвор. Ја уплашиле жената ми, вели, пак ќе те пратат во Белене. Јас реков, нека ме пратат, за мене животот помина. Во Социјалистичка република Југославија, за утеха и поддршка на сите браќа, сестри и македонци, се формира Социјалистичка република Македонија, каде што спокојно и без страв можеш да кажеш јас сум македонец. Сосема е друга состојбата на македонците во Грција. Велат дека таму на македонците не им дозволуваат да зборуваат на својот мајчин јазик. А во Бугарија, во таа Живкова династија, состојбата на македонците беше деликатна и противречна. За нас, за разлика од времето на Георги Димитров, кога идеите на Гоце Делчев се остварија во Пиринска Македонија, македонците во училиштата почнаа да го изучуваат македонскиот јазик. Во времето на полуинтелигентот Тодор Живков, во 1965 година македонците се запишаа под наводници доброволно како бугари. Каков абсурд! А сега, по 10 ноември 1989 година, најодговорните членови на владата и на Сојузот на демократските сили изјавуваат дека во Бугарија нема македонци. Истото го изјавуваат и представниците на марионетскиот дискусионен клуб Вардар од Благоевград и на Сојузот на културно-просветните друштва од Софија. Овие клубови и сојузи се формирани со дозвола на официјалните власти, на штета на македонскиот народ. И мојата мајка ме заколна пред да умре, таа исто така почина од геноцид. Од малтретирање, ја мачеа, кога ни ги земаа воловите нивите. Имавме 50 декари земја, шуми, дабови шуми.
се разболе по шумата, почина. Ја тепаа во милицијата. 3 дена не можеше да се врати во селото, ако го се врати беше претепана. Живееше година и пол и почина. Денеса посебно по 69-та година започна со еден поинаков културен геноцид. Културен геноцид, како да ви кажам, започна со варварско сечење на шумите, липови и дабови. На овие шуми што луѓето од нашиот крај ги хранеа со векови. Започна со пошумување на нивите, на пасиштата, на ливадите, со цел да не иселат, со цел да го згаснат македонскиот дух. Истиот геноцид се врши до денес. Ако одиш да браниш некое дрво таму, едно дрво, липа или бука, ќе те претепаат од ќотек. Ги лажат луѓето, им велат дабовата шума е штетна, мора да се уништи. Како е после 10 ноември? По 10 ноември малку е помекнато. Меѓутоа повеќе муабеци е, повеќе од луѓето се плашат. И тие змиите се таму, ние ги викаме змии, шпионите. Се шетаат меѓу луѓето, го дебнат секој збор да не се слушне. Ние не сме организирани, меѓутоа сите се чувствуваме македонци и согласни сме да умреме за Македонија. Народите на балканските земји ќе мора да престанат со ова на прагот на 21. век, како цивилизирани европски народи заради изградбата на заедничкиот европски дом. Ни остануваат само уште 10 години до зелениот семафор на магистралата до тој дом, години на испити и на големи надежи, дека конечно и ние ќе можеме да извикнеме од гордиот Пирин: браќа бугари, браќа југословени, браќа грци, ние македонците ве љубиме и сакаме да живееме во мир со вас и со сите народи од светот, да извикнеме со зборовите на бесмртниот Гоце Делчев: јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Од нашето село има околу 5-6 луѓе кои лежеле по 3-4 години в затвор, а 20 исчезнаа без трага. Мојот учител го убија, еден Тиков, од селото Белушница соседното. Тој ме учеше во 1. и 2. клас. Го убиле. Кога се врати, кога ќе се врати, не. Не го убија во затворот, кога се врати од затворот. Имав чест да се сретнам со него. Кажа дека таму јадел врапчиње со сепердови за да преживее човекот. Но колку живееше 1 година, а беше млад со елан, толку добар беше. Истовремено, ние сакаме оваа демократија да биде вистинска, во целосна согласност со подпишаните меѓународни спогодби од страна на Народна република Бугарија, повелбата на Обединетите нации за правата на човекот, Хелсиншките и Виенските договори, бидејќи не може вистински да биде слободен оној и не може вистинска да биде таа демократија која не им дозволува на другите и тие да бидат слободни и демократски. Нека ни биде признато нашето право на македонско малцинство во Народна република Бугарија, како и правото на македонското малцинство во Република Грција. Бидејќи тоа право, тоа барање е извојувано во вековната борба и во слободна и демократска Бугарија и Грција, секој да може да се чувствува таков каков што самиот се чувствува. Ние не сме за сепаратизам, за национализам, шовинизам. Нам ни се мили како нашите македонски светини, така нашите револуционери, нашата Македонија, така ни е мила и драга Бугарија, Грција, Југославија и нивните братски народи. Сакаме Македонија да ги обединува, а не да ги разделува балканските народи. Бараме, настојуваме и протестираме поради нашите одземени национални права. Да почне што поскоро извршувањето на меѓународните договори за правата на малцинствата, воведување на изучување на македонскиот јазик и историјата во училиштата, да има емисија на македонски јазик на радио Благоевград, издавање македонски весник, да се запре големо бугарската шовинистичка пропаганда кон Македонија, чија цел е помрачување на националната свест и создавање психичка напнатост меѓу населението. Оваа пропаганда има уште и криминален карактер, пропаганда за раздор и војни на Балканот.
Народното собрание на Народна република Бугарија да им ги призна и да им ги даде националните права на македонците. Воспротивно македонците во Пиринска Македонија ќе останат во тешко национално робство на крајот од 20. век. Туѓите пропаганди врз Македонија ги сметаме за акти и действие со криминален карактер, бидејќи се извршува асимилаторска дејност и се создава страх и напнатост меѓу населението. Да се побара судска одговорност на лицата, на партиите и на организациите со слична дејност према македонците. Ќе упатуваме барање и ќе бараме помош од меѓународните организации и институции против сторителите на криминалните дејства на лицата, партиите и организациите против правата на македонците. Во случај на македонците во Народна република Бугарија да не им се дадат националните права, ќе излеземе со барања пред Обединетите нации и Европскиот совет, КЕПС, поништување на воениот сојуз од 29. февруари 1912 година меѓу Бугарија, Србија и Грција, повлекување и отстапување на приграбените територии од завојувачите кои со сила ја распарчија Македонија. И ревизија на Лондонскиот договор од 30. мај 1913 година, обединување на Македонија под заштита на Обединетите нации и под закрила на големите сили со уставно уредување по западно европски образе. Ние, македонците од Пиринска Македонија, сме равноправни граждани на Българија и имаме конституционно право на самоопределение за националната ни принадлежност. Аз смятам, че въпросът дали има в България македонско малцинство, единствен компетентен е да отговори на този въпрос само македонското малцинство. Аз отстоявам тезата, че трябва всеки, който се интересува от този въпрос, да се обръща към това население. Дори имах на времето една идея да се проведе един референдум със самото население от тази област, за да може то под международен контрол да заяви, да определи своето съзнание, за да престанем и да повтаряме непрекъснато въпроса е ли то българско население или не е българско. Тъй като много пъти в историята с този въпрос той е ставал жертва на различни интерпретации на този въпрос, които са го поставили в беда. Не бих желал и за напред това да не се случва. Колко македонци се има в България? В България ние окръгъл е 350 хиляди. 280 се таксуваме, че сме македонци. Нали? Но не е дадено свободно така изява на македонците, кой как да се каже. Около 70 хиляди са турци, цигани, евреи, нали, такива окръга. Некои има и българи, които живеят в нашия окръг, нали? Но около 270-280 сме чисти македонци. Нали? Но хората не смеят свободно да го изяват това. А сега? Сега пак се страхуват. Ако се проведе един референдум, то ще се докаже има ли македонци и нема ли. Осъждан съм два пъти по македонския въпрос по 4 години. Затова, защото се чувствах македонец, защото исках да имаме Македония. Обаче това не е изнася на политиката на България по македонския въпрос и всичко, което е будно, живо по македонския въпрос, заминава по затвора. Затова нашия народ е толкова наплашен. Нашия народ се страхува въобще да каже, че се чувствува Македония. Сакам да кажем некои мои мисли като млад човек с самочувствие на македонец, што обича своята земја, своята мајка Македонија. Мислам дека никој не треба да забрави думите на Гоце. Не е ли достатъчно да се чувствуваме човеци? Не е ли най-висшето нещо да сме човеци на този свет? Това са ни думи на великанот на македонския народ, на нашиот народ, како што сме ние македонци, кои са значени за всеки човек во светот, бил тој македонец, бил тој българин, бил тој србин, албанец, харватин, грк или од секоја друга националност. Најважното нешто на тој свет, најважното е да се чувствуваш човек,
да си човек. Българин съм, но смятам, че трябва да се даде права на македонците в България. Смятам, че българи са подписани за това. Не желаем никакво отцепване от пределите на България. Не сме съгласни с твърденията, че македонската нация се създава на противобългарска, в кавички, основа. Българи и македонци са родни братя в истинския смисъл на тази дума. Исторически така са се стекли обстоятелствата, че българи и македонци са се борили съвместно срещу общия враг и определен исторически период имат обща история. Но македонците имат свое национално освободително движение след 1893 година, което умишлено се омаловажава, изопачава или се укриват ценни исторически документи от погледа на обикновения човек. Считаме, че като граждани на България, че правилното становище по македонския въпрос, в скоби, а той съществува, независимо желаят или не отделни лидери, ще допринесе до голяма степен премахване бариерите на добросъседски отношения между България, Гърция и югославските народи. Трябва да не правят българи, бе. Ама я тук що пише? Това е подарък от българите, гледай. И още, и аз съм македонец, опитите. Не у главата, опитите. Всичките, що са за мен тук, питай ги, че са македонци. Ама не македонци такива. Това човек, що ти знае? 40 години живее на тази такова. И какво българи? Колко са умирали? А тук пише. Тия да не са умрели за мене. За Македония са умрели. Тия приказки. Аз имам. Чекай, ги ти кажа. Ело бе, друже. Ей, я чети тук за България. Македония е златна. За България. Кой ти кажува това? България. Може да ми Турция. Същото е, Същото е, аз съм го чел по-напред. Ние не ще караме тук. Но, да пази Господ да докара работа до там, кога ки вие ми? Остите ми мен, аз съм умрел жив. Нямам ни жена, ни деца, ни гяло, нищо няма. Вие да му правите сметка на младите. И аз съм бил млад. Да не може стои чудно. Да не ми на мен много арно, от арно съм дошъл тук. За какво съм дошъл? Таквия съм ги слушал много. Знаеш ли колко съм слушал такви? Аз съм на 70 години. Слушах, тази пуста глава, няма да ги слушам. Щом не можа да му отстепят, сега вече че ми гайде. Ето как се чувствам? По паспорт съм българин. Живея в България, но имам македонско самосъзнание и се чувствам македонец. Дали ви смея да се чувстваш македонец? Дали ако ти биде дозволено слободно да го изкажеш твоето чувство како македонец, тоа јавно би го кажа. Да, би го казал. И ще го заявя. Знае се политиката каква беше в нашата страна до сега, нали, в България. Сега вече навлизаме в един по-такъв етап на разведряване, на отваряне на самата Народна република България и мислим, нали, по-нататък да има достъп и на литература от Социалистическа република Македония. За едно съвременно общество това е срамно, нали, да няма достъп на литература от Македония и на всички изследвания, които до сега бяха принадлежност на само хора от специални такива служби можеха да се запознаят с творения на разни творци от Социалистическа република Македония. Това наследство е богато и трябва да се запознаем и ние с наследството и изследванията на творци от Македония. Баща ми е от Прилеп. Тома Костадинов Наумов. На 10 години е бил през освободителната война и дохажда в Кюстендил от Прилеп. На паспорта му пишеше по народност македонец, поданство българско. След 9 му написаха българин, българско. Нищо за това. Аз само искам да кажа, че България получи най-добрите си синове и дъщери от Македония. Защото македонецът е честен, делови, активен, не лъже, не краде.
нашата кръв, нашата плът е чиста и честна на македонците. Животот помина мој Сократе. Сократ Данилов Маркилов, 17 години още. Йордан Иванов Николов, 8 години он. Методи Атанасов, днеска беше тук. По 101, 12 години. Ангел Манчев, това момче, що бега. Нататък. Йоно, 12 години. Владимир Георгиев Попов, он беше по член 91, па 12 години. Стоян Николов Мачка. Два пъти е съден, по 4 години, 8 години. Иван Тимчев, 108-109, 5 години. Пандо Илиев, 5 години, 109. Илия Кочев, 5 години, по 109. Кирил Гогов, по 109, 3 години. Георги Дунгов, 108, 2 години. Момци, како му е името на ова ваше село? Самуилово? А по што го добило тоа име? Па по цар Самуил? По цару Самуил. Порано се викало Демирово. На македонски цар Самуил. А македонски цар Самуил? Па македонски не би знаел да ви кажам. Македонски. Не би знаел да ви кажам. А што вие се осеќате? Како македонци или како што? Овде во Петрич. И така и вака. Бугари или македонци. А што ви пишува вас во личните карти? Ние сме бугари. Но во каштеницата на татко ми пишува дека е македонец. Македонец. Момче. А шта си македонец? А што си ти? Македонец или бугарин? Бугарин.
A šta deda kaže? A što veli dедо ти? Македонец, дедо македонец. Deda kaže Makedonac. Дедото ти кажува македонец, а во школа бугари. Па кому ќе му веруваш? Kome ćeš da veruješ? На кой веруваш? На него се веруваш. На мене? На него си веруваш. Na ko veruješ? Na kome, na dedu ili na školu? На дедото или на школата? На дедо, на дедо. Македонската Сирийска Македонија и данас као и у прошлост. И денес, како и во минатото, македонците се под бугарско робство, зашто не смее слободно, самостојно да се изјасни. Самата пропаганда на българите. Бугарската пропаганда за своите 120 години од своето владење во Македонија успеала да ги потисне свеста и националното чувство на македонците во самите себе си. И да таа средина ја одвои од својата историја и да создава своја историја со своји претензии, своји потреби. Тоа е природна последица. Човек е безсилен и е принуден да мълчи или да приема това, което му казват. Кога се живее во страв дека ќе се остане без стан, работа, ќе треба да се исели. Човекот е принуден да трпи, молчи и прима што му се наредува. Тоа е најсуровото оружје на бугарската држава за овие 120 години откако изврши геноцид врз македонскиот народ. Сите напредни македонци ги уништи бугарската држава. И нема елементарни познанија за својата историја. Нашата историја се унищожава. Затоа нашиот народ е преплашен, како во минатото, така и сега. Не смее и не може да стекне најосновни знаења за својата историја, бидејќи немаат пристап кон македонската култура. Народното творештво во нашите краеви е многу богато, но нашиот народ во културното ниво е на многу ниско ниво. Тоа е последица од репресиите, оти на народот му е одземана народната култура, фолклорот, традицијата и се она што ја подига националната свест. Народни песни